почитувани граѓани, почитувани медиуми. Вилма Русковски и Љубомир Јовевски се уште молчат за објавената аудио снимка во собранието, каде што, слушајќи се гласот на Зоран Заев, признава дека со маркетинг му помогнал на Бојан Јовановски да ја финансира 1 ТВ. Зоран Заев исто така молчи за ова признание, што е уште една потврда дека вистината излезе на виделина. ВМРО ДПМН со месеци наназад говореше дека Заев е главата на криминалниот октопод кој што се наоѓа на Илинденска безброј во случајот Рекет. Сега тоа се потврди, целокупната јавност го слушна. Што треба да се чуи да се види за да конечно правдата за криминалните индици го стигне Зоран Заев и конечно да Русковски и Јовевски го сработат сериозно случајот околу инволвираноста на Зоран Заев во Рекет. Да подсетиме дека имаше низ медиумите вест дека некој му кажал на Бојан Јовановски од владата дека бил пријавен за рекетирање. Кој би можел да му каже друг освен Заев, бидејќи самиот Заев бил запознаен со целиот овој случај. Очигледна е спрегата помеѓу Заев, Боки 13 и Катица Јанева. Единствено ги дели тоа што Зоран Заев не го стигна правдата и не е заедно со нив на обвинителната клупа се уште. Пазарџијата Заев, за да се спаси сега и да се изгласа закон за амнестија во собрание, преку законот за јавно обвинителство распродава граѓански интереси, како да се пиперки корнишони од неговите пластеници. Почитувани, целиот циркус што се случува во собранието е за да се амнестира Зоран Заев од сопствениот криминал. По 12 април правда мора да има и мора да го стигне секој оној кој што се огрешил пред законот.